Наумче Мојсовски е со нас, играч што денеска одигра феноменално и убеден сум дека тек почнува да се загрева атмосферата, особено во онаа ударна линија на македонската репрезентација, предводена од Мојсовски, Лазаров и Миркуловски. Одлична утакмица денеска, односно да се поправам, одлично прво полувреме, во второто полувреме повторно онаа старата до 40-та минута и така, после тоа три прашалника. Што се случува во второто полувреме, зошто македонската репрезентација има толкав пат? Па добро, сега дека после првото одлично прво полувреме се докажа и дека нас не ни одговара таа длабока 3-3 дива зона, која и првиот надпревар со Чиле и сега се докажа дека не ни одговара, не сме увежбале тоа. Паднавме после првото одлично полувреме кое одигравме маестрално како што се надевавме. Второто беше, да не кажам ајде, катастрофално. Мислам дека и добре што ни остануваат три европски репрезентации кои убеден сум дека нема така да играат, вака диво и секако, значи ќе има надигрување и дај Боже на победа одиме, секако првиот надпревар со Исланд. Јас ве пратам многу години и можам да заклучам дека со слабите репрезентации играме некако подценувачки, играме слабо. Исланд на 15 јануар ни е прв европски противник. Не е Исланд баук, го знаеме, два пати не има елиминирано од големите надпреварувања. Ние него во 2009 година имаме ли сили уште на 15 со Исланд да ја избегнеме толку незгодната и голема велесила во ракометот Франција во осмина финалето? Па сега дека имаме, знаеме дека не дојдоа двајцата најдобри десни бека на Исланд. Им се повреди првиот пике на првиот надпревар. Мислам дека нема да игра и секако, значи не е нешто Исланд што не може да се игра. И како што се вика поговорката, и ние имаме коњи за трка. Значи секако, кога играме како што играме првото полувреме, мислам дека ќе се носиме и мислам дека и ќе водиме со Исланд. Мора да се одигра до крај, значи се игра 60 минути. Има во оваа репрезентација неколку играчи кои прв пат се на ова светско првенство и мислам дека не искусиле колку е важно, значи колку е важен секој напревар, да не кажам и секоја минута. Покажаме во второ дека мало опуштање и мало незаангажирање, мало неодговорност, што како внозива плод. Сега го се надам дека ќе имаме еден ден пауза сега, ќе одмориме добро ќе ги анализираме исланџаните и се надевам на победа и одма дека, како што кажа, да се избегнат квалитетни репрезентации кои се сега први или втори во групата кои се укрстуваат. Денес ми оставивте впечаток, особено ти, Кире Лазаров, дека ако тргнете 1-1, кога сакате можете да постигнете гол и логично е против овие репрезентации малку и да се штедите, од моја гол гледано. Меѓутоа со Исланд, со русите и со Данска нема да биде така. Мислите ли дека двете крила, кои што многу успешно играат во Лигата на шампионите, Дејан Манасков и Гоце Ѓоргиевски, без разлика што дебитираат на светско првенство, ќе можат да го понесат товарот и да превземат на себе голем притисок, да изненадат и да ги воигрувате заедно со Кире Лазаров токму во тие мечеви, за да може да постигнат што повеќе голови. Добро, сега дека мора да се расшири таа игра, мора да се дадат доста голови од Кирил, да се расшири играта, пошто прво со Исланд, па Русија, па и Данска гледаме колкави се и колку е збиено на средина. Секако треба да дадеме доста голови од крило и доста лесни голови. Ако тоа го оствариме и тоа ни се направи, значи ни се отвори патот тоа да се деси, мислам дека многу лесно ќе ни се отвори утакмицата на преварот прво со Исланд и секако ако тоа го направиме и младите играчи како што кажат ти Дејан и Гоце реализира, сега многу ќе се растерети нашата игра. Мене, Киро и кој дали е Филип или Филип другиот, значи многу ќе се растерети и опасност од стек дека ќе доаѓа. Мислам дека тоа ќе биде најјакото оружје и така ќе се спремаме.
Одлично комбинирате со пикерите. Реално, тројцата пикери играат одлично, особено кога играте 2 на 2 против репрезентациите. Пикерската позиција на 2 меча створи многу пенали. Мислите ли дека еве со Исланд на 15, мислите ли дека и пикерите се тие што треба да ви олеснат? Добро, секако дека ние и така е правиме на нашата игра. Значи, нашата тактика е створена за да нашите пикери, и затоа ги има и 3 во составот, да ја шират одбраната, да не кажам цепат одбраната, и сега ако тоа се успе 2 на 2 и така се расшири одбраната, мислам дека многу полесно ќе биде и за нас, а и да примат пикерите доста топки. Ќе се видиме на 15, а и претходно нели направи вечер заедно ќе ја прославиме Стара Нова година. Тоа беше Наумче Мојсовски и убеден сум дека на 15 после победата со Исланд имаме уште поголеми причини за уште поголемо славие.